Добре дојдовте на денешниот мал хепенинг во нашиот дневен центар Ѕуница во Прилеп по повод големиот ден и одбележувањето на 3 декември, денот на меѓународниот ден на лицата со попреченост. Во моментов во нашиот центар имаме 15 корисници кои што ги користат услугите на дневниот центар Зуница. Не само денеска, туку и секој ден сакаме да му го направиме поубав во нивното секојдневно функционирање. Во периодот што претходеше на 3 декември се обидовме заедно со мојот тим на моите колеги да се потрудивме да просторот и надворешниот дел од центарот го направиме да биде поубаво катче и се надевам дека сега конечно центарот Зуница го доби изгледот на едно удбано катче каде што има живот и каде што е исполнето со љубов секојдневно. Така да, јас се надевам дека ќе бидете сведоци на сето тоа што се обидовме да го подготвиме за сите наши гости, за сите пријатели кои што се донатори во изминатиот период. Го направивме во многу краток период и имаме уште работа која што не чека и овде не запираме. Директоре, каква е состојбата во моментов? Дали рековте овде се сместени 15 деца? Меѓутоа, дали се доволни овие капацитети кои сега ги имаме на располагање за овие деца со оглед на тоа што и нивната возраст е различна, па тука е дневниот центар за лица со церебрална травма. Да, кога зборувам дневните центри, мислам и на двата дневни центри со кои раководиме ние како Центар за социјална работа во моментот. Во моментов капацитетите на дневниот центар од Зуница ги задоволуваат потребите за овие лица кои што ги користат услугите во дневниот центар. За жал имаме проблем во дневниот центар со лица со церебрална парализа, каде што имаме недостаток од кадар. Се надевам дека по новогодишните празници тоа ќе ни биде задоволено. Ќе ни фали дефектолог. И во моментов со овој кадар што го имаме на располагање, ние ги задоволуваме потребите, а она на што прашавте дали има потреба од нови дневни центри каде што ќе направиме дистинкција во годишната возраст, јас се согласувам со вас и се надевам дека се соработка со Министерството локалната самоуправа ќе се потрудиме да формираме нови дневни центри каде што ќе може кадарот да се посвети на одредена годишна возраст. Денес сме во дневниот центар Зуница, нашиот бисер, каде што покажуваме колку грижата и одговорноста за оваа категорија на наши сограѓани успеваме да им ја доловиме, односно да им овозможиме основни услови да го збогатат својот талент, својата креативност, но и да покажеме грижа, каде што од година во година овој центар чувствува потреба за зголемување на капацитетот. Да најавам и дека се планира една поголема локација, бидејќи моменталнава локација на дневниот центар во блиска иднина изискува друга намена, значи ќе биде предложено на ова место да се изгради, да имаме намена за друг објект, а додека за потребите на овој центар, каде што опфаќа присуство на од најмлади до возрастни, да не кажам највозрастниот е можеби 37 години, да направиме една граница, не реска, но сепак граница каде што секој би се препознал во духот на креативноста на работењето, кој опсек на дејности може да препознае. Се разбира во интерес на негователите, во интерес на вработените. Јас денеска изразувам и благодарност на екипата на вработените за сета вкупна грижа која што е посветено ја оддаваат кон оваа категорија на наши сограѓани. Воедно им ветувам дека локалната самоуправа заедно со општествено одговорните компании и сите други институции работат за збогатување како на елементите, односно инвентарот, така и за подобри услови во иднина каде што ќе можат нашите сограѓани едноставно да го поминат по големиот дел од денот. Да изразам една благодарност до сите вас и сакам да го честитам 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, да им посакам добро здравје на нашите корисници и да им дадеме голема поддршка на семејствата. Нашиот дневен центар е формиран 2002 година, значи е прв во нашата држава отворен. Значи функционираме скоро 22 години. Во текот на овој изминат период во нашиот дневен центар поминале околу 50 корисници.
кои од нив се вклучени, инклузирани во образование. На сите што се вклучени во образование им е обезбеден образовен асистент. Дел од корисниците имаат обезбедено и личен асистент. Дел од корисниците кои што имаат работно оспособени, кои што се вклучени се во кај работодавци, односно се вработени, и еден дел од корисниците се тука во нашиот дневен центар. Деца од различна возраст, да ги речем, и до која граница, од колку до колку години идат? Во нашиот дневен центар, значи, имаме корисници од 7 до 35 години. Значи, имаме доволно простор каде што корисниците се поделени во групи. Имаме 5 деца кои што се со аутизам, значи имаме сензорна соба кај што имаме мултисензорна стимулација на нивните психофизички способности, односно спознавање на самите себе и спознавање на околината. Имаме активности од музичко воспитание, физичко воспитание, значи имаме волонтер кој што секојдневно доаѓа кај нас во дневниот центар и работи на одржување на преостанатата психомоторика. Исто така сме многу активни во делот на ликовно воспитание. Имаме една многу добра работилница, инклузивни и креативни, каде што изработуваме модули од ГДИПС. Сите деца, сите возрастната група е опремена, значи ја познаат целата постапка, и тие сувенири од ГДИПС се трудиме да ги дистрибуираме во целата локална заедница и на тој начин се само потврдуваме нашето постоење. Рековте до 35 години. Да, Што со оние другите после 35 години? Има ли простор каде да бидат тие сместени, бидејќи Ова нека биде еден повик до сите надлежни, значи тие корисници кои што се на 35 години, или 40 години, се во домот на своето семејство. Апел до сите да се формира, значи, групен дом со 24 часовна поддршка, кои што би можеле да бидат на нивото на локалната заедница, блиску до своите семејства, че имаат поддршка од своите семејства, да ги видуваат, да ги посетуваат и да ги земаат во викенд. Значи, родителите нивни се доста возрастни и му е многу тешко да се грижат околу задоволување на основните нивни потреби од секоја. 50 корисници, кои од нив се вклучени, инклузирани во образование. На сите што се вклучени во образование им е обезбеден образовен асистент. Дел од корисниците имаат обезбедено и личен асистент. Дел од корисниците кои што имаат работно оспособени, кои што се вклучени се во кај работодавци, односно се вработени, и еден дел од корисниците се тука во нашиот дневен центар. Добар ден на сите, јас сум Васка Димовска, имам дете со посебни потреби кој е од почнат, значи, дневниот центар па и до сега. Јас сум презадоволна, значи, од дневниот центар, пошто одеше тој и во Климент Охридски. Значи, мојаво дете буквално плачеше за дневниот центар, значи да се дружи, да се и до ден денеска исто така. Колку години е вашето дете и што значи за вас како родител да се грижите за тоа дете? Мојево дете е 37 години, значи за мене е многу важно овој дневен центар. Значи, би сакала и понатаму, ако се отвори некој дневен центар со 24 часа, значи, за детето ќе биде добро, а ќе биде и за нас добро. Вие колку се вложувате, еве, како семејства во таквите ситуации? Што значи тоа за вас? Еве, тоа е веќе 37 години, значи, колку имате слободно време за вас или целиот живот е посветен на тоа дете? Целиот живот е посветен на него, значи, кога се сака, се има време за се.